Разговараме за еден убав проект во продолжение, наречен Творилница, креиран и наменет за работа со деца кои покажуваат таленти и предиспозиции за уметностите, како што се книжевноста, театарот, музиката, ликовната уметност, но и за новинарството, спортот и младински активизам. Овој проект наменет за деца, ученици од 7 до 18 години. По тој повод утрово разговарам со Ксенија Маказлиева Трајчева, менторка во самиот проект. Имам 4 прекрасни млади девојки кои што ќе ги најавам поред, сега ви ги кажувам само имињата, подоцна ќе ни се представите договорено. Мија, Ева, Каја и Марта. Добро утро и добре ни дојдовте. Ксенија, почнувам со вас. Творилница, убаво име и убав проект. Проектот Творилница, како што најавивте, е наменет за деца кои поседуваат таленти по одредени области, во главном фокусиран кон уметностите, затоа што некако има потреба децата кои што носат своји таленти и своји предиспозиции да им се даде мегдан простор тоа да го покажат. И токму заради тоа овој проект се реализираше во неколку клубови, значи клубов за драмско-музичка уметност, клуб по новинарство и писателство, клуб по спорт, клуб по музика, клуб по ликовна уметност, и сите тие клубови беа менторирани од ментори кои што се професионалци во дадената област. На тој начин децата имаа можност искуствено да учат и да го практикуваат нештото за кое што носат талент во себе. Така да беа реализирани бројни работилници од сите овие области и децата навистина уживаа во сето тоа што се случуваше во текот на проектот. На 27 мај имаше завршен настан во театарот за деца и млади и тука да ги покажа своите завршни проекти, односно она што го научија, го сработија и го извежбаа во текот на самиот проект. Но не е прваков проект, не е прво издание на Творилница се реализира по трет пат оваа година и секоја година со се повеќе наставници и ученици. Оваа година освен во Скопје се реализира во Штип, Струмица, Битула, Прилеп, Велес и Неготино. Така. Ајде сега да ни се представат и прво девојките и да ни кажат што научија во Творилница. Јас научив... Тие беа дел од новинарско-писателскиот клуб. Во кој дел бевте? Да. Сите во кој дел? Сакавте да бидете новинарки. Добро. И за утрово тие се подготвија да ги представат менторите со кои што работеа, така што еве ќе почнеме со Ева, таа ќе ме представи мене, да речеме. Може да одиме поред како што ни се може со Мија, Ева, па одиме поред поради подписите. Може како што ни се... Мија, за кој ментор ти ќе ни кажеш? Јас за Тија Трајковска. Добро. Многу од вас сигурно се сеќаваат на песната за деца "Дајте раце" од Златно Славече. 2004 година во изведба на Тија Трајковска, за која текстот и музиката го напишала самата таа, а денес е позната поп-пеачка. Таа беше наш ментор по музика. Така. Ксенија Маказлиева Трајчева беше наш ментор во писателско-новинарскиот клуб. Таа е реномирана писателка за деца, новинар, но и уредник на списанија и книги за деца. Верувам дека сите се сеќавате на другарче Русица и Развигор со кој сите пораснавме. Младата и талентирана актерка Ангела Димитровска со својата посветена работа несумнено ја освојува македонската филмска сцена. Секојдневно мами насмевки во театарот за деца и младинци во Скопје, во кој што моментално работи. Таа не беше наш ментор по драма. Професор доктор Александра Ристовска е ликовен уметник, илустратор и универзитетски професор по ликовни уметности и дизајн на Факултетот за ликовни уметности и дизајн и на Меѓународен Балкански универзитет. Спортскиот клуб го водеше наставникот по физичко образование Ради Илиевски, кој долгогодишен наставник и професионален тренер по пливање. За својот ангажман тој е добитник на многу награди, пофалници и благодарници, а за долгогодишната хуманитарна активност тој доби наградата 13 ноември. Сега ова, што сте научиле да ни го кажете? Но јас ќе ве прашам уште нешто. Какво е искуството ваше од Творилница? Како си поминавте? Што друго научивте? Ајде, можеме вака сега да одиме, да го вратиме микрофонот назад. Чисто со ваши зборови да ми го пренесете доживувањето, емоциите, како си поминавте, стекнувавте нови другарчиња, нови знаења. За мене проектот Творилница беше ново искуство и имаше многу нови предизвици и нови доживувања. Јас бев дел од новинарскиот клуб кој ми даде... Сакаш да бидеш новинарка која ќе порасне? Да. Од каде таа љубов? Имаме некој во семејството што работи тоа? Или што те привлекува? Па пишувањето. Добро.
Ајде, одеме понатака. Многу беше убаво искуството. Кога бев на новинарскиот клуб, беше многу забавно, се дружевме сите, но најинтересно беше кога ги снимавме интервјута со Даниела Алексовска, таа е млада спортистка. Супер. Мене ми беше многу интересно и многу забавно, но најинтересно ми беше, како што кажа мојата колешка Каја, кога снимавме интервју со Даниела Алексовска. Така. Ова беше прекрасно дружење, каде што преку игра и ние бевме новинарки писателки. Запознавме многу нови другарчиња и секако нови знаења. Од дел од новинарскиот клуб. Беа и во просториите на Македонската радиотелевизија. Како се поминаа тогаш? Голема благодарност за Македонската телевизија што ни ги отвори вратите и колегите кои што се вклучија во проектот. Значи имавме можност да снимаме интервјуа, како што рекоа и тие самите, со професионална камера, со професионално озвучување, со професионалци, колеги од Македонската телевизија кои што дојдоа и беа дел од нашите работилници. И исто така имавме можност да ја посетиме Македонската телевизија и да видиме тоа како функционира. Тие беа на таа посета тука, значи го осознавме процесот на создавање на една емисија, влеговме во забавно студио како се снима една емисија забавна, па бевме во делот на вестите во информативна програма. Тоа мислам дека им остави најголем впечаток на дечињата кога влегува во студиото каде што се презентираат вестите, а тие во еден ист момент беа тука во оваа студио, ги видовме монтажите, влеговме во собата каде што се координира целото зрачење на програмата и за нив тоа беше едно неповторливо искуство за кое што долго потоа разговаравме и осознававме како всушност работи и функционира една телевизија. Така. Како се поминавте во Македонска телевизија? Убаво ви беше? Да. Верувам дека ова е само дел, нели, со сите работилници се случуваат истите, слични работи. Имавме можност да го посетиме театарот за деца и младинци, националната опера и балет, значи сето тоа беше разгледано, видено како сето тоа функционира. Спортскиот клуб бевме неколку пати на планинарење, бевме и на базен. Со ликовниот клуб има можност да се осознаат со техниките за цртање на карикатура, на стрип, на калиграфија. Значи сето тоа беа искуства кои што децата ги немаат толку често во формалното образование и токму тоа е нели функцијата на неформалното образование да ги надополни оние нешта кои што формалното образование нема толку простор и време да им се посвети. Меѓутоа овие искуства за децата беа навистина неповторливи и сега кога завршниот настан, нели отприлика кога го донесовме еден дел од проектот во завршна фаза, секој прашањата се кога ќе продолжиме пак, затоа што искуственото учење се покажа нешто како многу потребно и многу функционално пред се. Знаете, кога децата ќе ги ставите пред камера, пред професионален камерман, кога ќе работат со професионални новинари, тие веќе ја чувствуваат магијата, еве сега зборуваме за новинарството и можеби кога од мали нозе нели нешто ќе ви влезе под кожа, многу е реално сето тоа да стане нивна професија можеби за неколку години. Така да, па добро, од мали се учат некои работи. Творилница 3 се случи како завршно. Проектот трае додека трае учебната година? Проектот трае во два дела. Значи првиот дел завршува сега со крајот на оваа учебна година, вториот дел со првото полугодие повторно ќе имаме активности кои што ќе се реализираат на сличен начин, меѓутоа имајќи во предвид дека веќе сме усвоиле дел нели од вештините во одредени клубови, веќе во вториот дел ќе имаме можеби посериозни проекти. Завршни проекти се организираат во сите градови каде што се реализира проектот. Веќе во Велес, Неготино и Струмица ги завршивме, а веќе во петок патуваме во Битола и Прилеп да видиме што тамо подготвиле и сработиле децата и наставниците кои што се вклучени во овој проект. Како може да се стане дел од Творилница? Верувам ова ќе биде интересно прашање нели за родителите и за децата? Да, Творилница е отворен за сите кои што сакаат да учествуваат во него. Одат преку јавни повици на самата веб страна на проектот.
имајќи во предвид веќе претходните години, нели, наставниците кои што беа вклучени, веќе тие вмрежуваат и други наставници и така тимот се шири. Ние секогаш викаме да бидат 5 до 10 талентирани деца од едно одделение или од едно училиште, но верувајте дека се многу повеќе, дека навистина имаме талентирани деца во сите тие области кои што сакаат да бидат дел и постигнуваат навистина сериозни и убави резултати, особено во делот на уметноста. Ќе се сложите, уметноста е најголемиот амбасадор на нашето духовно, нели, тоа што го носиме во себе, да го искажеме, да го кажеме. Знаеме дека уметноста го менува светот. Секако тука ќе го спомнаме и младенскиот активизам, кај што децата беа многу активни, пишуваа пораки, се обидуваат да го кажат тоа што го мислат, и самиот проект веќе имаше ставено неколку теми на кои што децата беа испровоцирани да го кажат своето мислење, дали за љубовта, дали за насилството, за булингот, за читањето, за книгите. Сите тие теми им се блиски на нив, но кога ќе го слушнете нивното размислување, тогаш ја гледате другата страна на она што тематски ние се обидуваме возрастници да го обработиме. Кога ќе го слушнете гласот на младите, на децата, сваќате што е она вие како возрастни што треба да го превземете за да им помогнете полесно да си го тресираат патот кон иднината.